Веќе трет пат ќе ни суди на европскиот шампионат Јасикевичиус Томас од Литванија и Матеј. Едноставно тие што се на власт, механизмите за да ја задржиш власта, за да манипулираш со масите се тие, само кулисите се различни. Ако тогаш све беше некако наачик, во смисла на тие големи огледала, нели? Еве и денеска гледаме постепено како се доаѓа до таа фаза на големи огледала, нели, со споменици, со разни работи. Се значи не сакам ништо да правам некоја дистинкција како било тогаш, како било денес, ама сакам да кажам дека механизмите се тие, прашање само на нијанси. Меѓутоа по 20 години се уште слушаме дека некои луѓе се носталгични по тоа време, да кажам поголемиот процент на луѓе се носталгични по тоа време, а па уште поголем процент не се ни сеќаваат, а биле дел од тоа време, конкретно дека денес е на младост. Се согласувате? Па не се они носталгични по времето, они се носталгични по системот, начинот на живење, тоа што го имале. Не, по системот, они се носталгични по некое спокојство кој што јас така барем го гледам тоа. Кој што да кажеме го имало во тоа време некоја кохезивна сила која што без разлика дали тоа бил Тито, дали тоа биле пионерите, дали тоа биле Сојузот на комунистите и така натаму, дали тоа било братството и единството како една синтагма, имала некоја кохезивна сила која што го држале општеството на целина, се додека тоа не пукна по шавови. Она што денес е многу тешко да го направиме во нашето општество, во нашава држава, тоа е да најдеме една нарација, една приказна која што ќе не поврзе сите. Тоа ќе нас фали и токму заради тоа не можеме, барем ја така гледам, да застанеме цврсто на нози. Можеби луѓето патат по таа една, хајде да ја кажеме, и солидарност која што постоела. Ете така. Се согласуваш ли ти, Филип, со ова? Дека ни треба некоја приказна што ќе не поврзе. Ние веќе имаме една и затоа сме тука. Па не знам, ја имам малку порадикални ставови кон претходниот систем. За мене мислам дека е тој систем голема илузија. Меѓутоа, цела една генерација која што денеска ја видовме на вести дека одбележува штафета, нели, од Велес па до Скопје пред средното школо Јосип Броз, мене ми покажува една матрица која е во нивните глави од која што не може да излезат. Веројатно секој од нас во одреден дел од животот, веројатно некаде после основна школа па до крај на втората деценија од животот го формира начинот на кој што ќе размислува цел живот. За жал, они биле во тој систем, на тој начин е оформена нивната мисла и не можат да излезат од неа. Ако гледаме демократски на тоа, мене не ми пречи, може секој да прави и да одбележува што сака, но не сум некој голем поддржувач, нити по нешто многу ме восхитува. Како што кажа, баш тој период кога се градат, да кажеме, ставовите на човекот, луѓето, многу голем процент на луѓето паметат тебе во тој период, 97 година, кога ти беше студент и кога беше лидер на некои тогашни протести. Зашто беа точно да ја потсетиме младината? Има некои слики што ќе одат во позадината дека ти зборуваш. Значи, паметат како еден револуционеран млад студент кој што успеа да се избори за она што го сака, предпоставувам. Дали тоа беше она што не сум баш сигурен дека се изборивме за тоа што сакавме, меѓутоа имавме некои ставови во врска со образовниот систем, сакавме да одбраниме некои своји позиции. Мислам дека не е соодветно денеска да образложувам за или против за тие протести, затоа што секој има право и во однос на истите протести да се определи. Имало многу луѓе што ги поддржувале, имало уште толку луѓе кои што биле против идеите кои што сме ги имале. Меѓутоа мислам дека она што беше револуционерно за тие 90-ти години е тоа што македонската младина се собра во голем број да изрази некаков свој став. И ете, тоа е она приказна нешто да те обедини. Лично сум убеден дека ставовите за кои што стоевме беа исправни, меѓутоа сега тоа е веќе анализирање на политички елементи, нема потреба во емисија, но еве баш сега во момент може да видите колку голем број на луѓе искочиле и имале една идеја заедно да бидат, да се борат нешто да постигнат. За жал, овие протести успеа само тогаш и никош повеќе да обединат толкав број на луѓе, затоа што така веќе ние условно и немаме нека револуционерна младина. Тогаш постоеше можност, ми се чини, да младината стане составен дел на креирањето на големите политички процеси во општеството. Не како политичка структура, туку како структура која што има свој став и која што може се спротивстави
на владина, на опозициона, на партиска, на невладина, на било За каква она што политика остане. и да застане во одбрана на своите мислења. Меѓутоа тоа беше ситуација која што беше, односно состојба драматична која што беше забележана од некои државни структури и ми се чини дека беше све направено да се разбијат сите студентски движења од тогаш па навака, за денеска да дојдеме во ситуација и да нема студентско движење. Сашо, колку се сметаш за револуционерен ти? И на кој начин своите мислења и ставови ги изразуваш? Најчесто преку книгите, колку што е. Дали е тоа еден од начините или? Не е важно. Мислам, тоа зборот револуциониран е малце дубиозен, така што значи тоа да се биде револуциониран. Ама јас сум пред се човек кој што сакам, почитувам луѓе со став, без разлика. Може му е во одредено време, одредени околности погрешен, ама сепак да има став и тој став да го кажува јасно и недвосмислено. Значи, јас сум за еден таков избор. Сега, у политика колку можеш да кажуваш јасно и недвосмислени ставови, тоа е друго прашање. Али апсолутно се слагам дека е тоа голема штета. Јас не навлегувам во студентските движења 97, пошто не бев нивни дел. Не знам конкретно све што се дешавало, значи кога би ги коментирал сега може би искочил претенциозен. Меѓутоа Филип е управо за една работа, може би да, од тогаш навака, значи тоа како да беше цел на одредени, пак е он како што ги кажа структури, да се уништи студентското движење, тоа да се уништи она авангардна радикална мисла која што треба да постои токму во тие кругови, баш во тие студентски кругови. И она што веројатно, ајде сега пак да не навлегувам 97, меѓутоа го имаше тоа и тамо, и во таа година кај нас. Значи, ако да кажеме, јас како ги гледам студентските движења, оние вистинските, ај почнувајќи од тие 68-машките... Да не навлегуваме на кај движењата. За Јан Палах, не, сакав ова да го кажам дека студентите проблем денеска како го гледам на студентското движење, што тие никогаш не кажуваат своји ставови лични, тоа под број 1 и под број 2 што треба да биде под број 1 и поважно е што они никогаш не бараат одговорност од оние од кои што зависат или кои што ја водат земјата. А они као студентско движење треба токму тоа да го прават, постојано да бараат одговорност од оние кои што се на власт. А кај нас е обратно, токму тие што се во студентските движења се потекнуваат од тие структури кои што се на власт и тогаш имаш тоа што го кажа Филип, една тотално безлична маса на студенти, дезорганизирана, која што ни знае што сака, ни знае на каде оди. Така, сега имаме, можам да наречам индивидуалци кои што работат, луѓе кои што работат сами за промена на нешто. Вие двајцата пишувате, Филип ти си публицист, Сашо ти си автор, драматург или како и да е, нели? Тоа и ве спојува на некој начин, освен Фејсбукот и причината зашто сте вие вечерва тука. Дали на тој начин пробувате да промените нешто и да докажете нешто што не ви се допаѓа? Преку вашите книги, можеби? Па, знаеш, ако очекуваме од нашите книги да постигнеме промена во општеството, ќе треба почекаме барем едно 500 до 1000 години. Мислите дека сме тешки на промени? Не, мислам дека не читаат луѓето кај нас. Значи, кај нас книгите одат во тираж од 300 до 500 и за таков тираж треба 5 до 10 години да се продаде. Одма ти демантирам 1000 да продавам као чава. Ти си можда супер. Меѓутоа, што е 1000 во однос на 2 милиони? Значи, прво нема тираж. Ова го зборам и од стручна гледна точка, бидејќи работам со книгите. Нема тираж, книгите не се читаат. Ако се чита она што е рекламирано како светски хит. Македонски автори не се читаат многу. Уште беш демантира го Сашо. Ако се чита, се чита многу тесен круг на луѓе и мислам дека читањето не може да предизвика ниту револуција, ниту било какво поместување во општеството. Што значи дека веројатно пишуваме поради други причини. Филип, ти имаш издадено 5 книги, Сашо, ти имаш издадено 3, така? Не се лажам? Да. Ефектот до сега постигнат, ова е твојата последна мислење 2007-2008, каде што ти начално предвидуваш дека интернетот ќе ја замени телевизијата. Пред 3 години точно. Да. Кажи ми повеќе околу тоа. Па, тоа беше едно мислење што го објави во август 2007 година, кога многу малку се знаеше за Facebook, можеби да не се знаеше во Македонија. Ретко кој го користеше, исто така за YouTube, за објавување на видеа на интернет. Меѓутоа, ја во тоа време веќе
организирано работев на поставување на мои ставови, емисии од ваков тип текстови на интернет и мислев дека и се уште мислам, а во меѓувреме се потврди, бидејќи пројдоа скоро 3 години, дека тоа ќе биде наредниот голем медиум, односно наредниот голем извор на информации за новите генерации. И ми се чини дека е така. Ми се чини дека повеќе ќе биде и оваа емисија пропратена на интернет, односно искоментирана или ако ја ставите еден ден кога ги соберете бројките по видеоканалите, отколку на класичната телевизија, што за мене е добро. Затоа што ја зголемува слободата на поединецот, затоа што поединецот го става во можност сам да избере што ќе гледа, бидејќи содржината постои 24 часа 7 дена во неделата, а практично не сте бомбардирани со одредена програмска шема која што има на телевизија и која што ви е натурена. Значи, ако не сте расположени во 6 попладне да ја гледате таа емисија, но сакате во 4 наутро да ја гледате, вие можете да ја најдете на интернет. Така што, посебно за луѓе кои што имаат што да кажат, имаат своји ставови, интернетот уште тогаш го видов како еден медиум кој што ослободува. Да се надоврзам на тоа, во последната книга на Саш Угрсус пишува точно за Фејсбукот. Зошто Фејсбук? Има едно делче во книгата. Малце кој знае, мислам, добре, јас тоа и него ни кажувам, фала Богу, затоа што од своји лични причини. Малце кој знае дека мојата магистарска тема на Институтот за театролошки науки во Скопје беше театар во празното или театар во архитектурата за виртуелни реалности. Значи, ја цела магистарска посветив за тој премин на постепен премин на материјалното во виртуелното. Дека постепено нашите екзистенции ќе ги префрлиме во светот на дигиталното, во светот на дигиталните броеви. Самиот интернет е една дисконтинуирана нарација или медиум за дисконтинуирана комуникација. Самиот интернет своите виртуелни простори значи самото тоа што е дисконтинуирано не е демократично. Значи ти можеш да пристапиш кога сакаш, значи она не важи на Јакобсон моделот за комуникација што е основен, него има повеќе испраќачи у исто време, има повеќе примачи у исто време. Пораката може да се шири по различни канали, Веб 2.0, две насоки. И повеќе не мора да се две. Кон интернет и од интернет. Што значи револуција. Ова што сега се случува со Фејсбукот, можеби кроз 20 години, не знаеме со кое темпо ќе се одвива тоа, ќе биде буквално ствар на дејта главот, на дејта хелметот, значи на шлемот за податоци, на шлемот, ракавицата, VR ракавица, на сите тие сензори на таа машина за виртуелна реалност, така да луѓето ќе комуницираат веќе во тие киберпростори што се вика во real time. Добре, и сега е тоа во real time, меѓутоа ќе комуницираат како еден вид, не знам како да го објаснам тоа, еден халуциноген начин на екзистенција ќе биде. Подготвени ли сте вие двајцата на тој чекор и на тој начин на развој, затоа што до сега ја следите технологијата и кој ви гарантира дека сега не сме во матрица? Па тоа е идејата на Матрикс трилогијата, посебно првиот дел. Кој ни гарантира дека ова не е интернет? Односно креирана слика од некој кој што има потреба да го искористи нашето битисување, бидејќи веројатно создаваме доволно енергија за да движиме некаков систем. Нема гаранција. И двајцата сте многу активни на Фејсбук. Да, тоа сакав и јас да напомнам, моментално се наоѓам на вашите Фејсбук профили, па може да се забележи дека вие сте доста активни, па зашто најчесто го користите Фејсбукот? Искрено, јас не се сметам дека сум многу активен, сериозно. Меѓу интересни статуси. Без сега тие ги правам, пошто нели по цел ден сум дома, па иначе ја не сум нешто многу активен на Фејсбук. Меѓутоа, Фејсбукот е добар заради две работи според мене. Првата работа е да стапиш у контакт со некој што се наоѓа некаде во филјан земја далеку, значи да можеш со него да исконтактираш. А втората работа, Фејсбукот е добар за да ги представиш својата работа, ако си више луѓе од човек од јавната сфера или ако својата промоција. У таа смисла преска само сакам да се надоврзам. Јас лично, на пример, ништо не би правил во животов ако
ако длабоко у себе не верувам дека мојата работа може некого радикално да го смени, или ако и дека мојата работа може да го смени светот. Сега, колку може да го смени, тоа е хипотетички, меѓутоа вербата е многу битна. Значи јас дека верувам дека можам со моите дела да го сменам светот, ја ќе го правам тоа што го правам. Мислам, тоа го прават и сите од нас го правиме, само кој колку е свесен за таа работа. Така да Фејсбукот помага во таа себе промоција, така да кажам, да ги представиш нели своите дела, својата работа. Сега сепак ограничени сме како што сме ограничени, не помага кој знае колку во една земја како Македонија, затоа што на нивото на култура, духовниот развој не е толков, така да нашите книги има мала помош, меѓутоа таа не е пресудна. Ако не ја купат твојата книга и ја прочитаат, барем ќе знаат дека и те си издал нешто ново во најмала рака. Па да, имаш таму можности за реклама да ставиш, не знам, да си го ја брендираш книгата, група да направиш, тоа е тоа. Филип, собствена промоција, одржување на контакти, комуникација, која е главната? Мислам дека успешноста на Facebook беше токму спојувањето на сите концепции. Значи, го надмина тесноградоста на блоговите, овозможи луѓето да се наоѓаат кои што се на големи дистанци. Практично тоа е измислен и оформен во Америка, каде што дистанцата игра влијание за разлика од Македонија или Скопје. Значи, таму е навистина интересно кога некој од една до друга обала ќе најде некој кој што не го слушнал 10-15 години. Мене ми се случија такви приказни, најдов другари од војска, односно од пред 19 години, кои што никогаш не мислев дека ќе може да ги сретнам во животот, бидејќи ти се разминуваат патиштата. На некој начин ги создава можностите за комуникација, од друга страна ти дава можност да го кажеш она што сакаш да го кажеш без да те цензурира некој. Така, овде на телевизија, ако не ми дадете вие термин, не можам да кажам што сакам. Овде можам да кажам што сакам. Ако се знае дека во Македонија има над 500.000 профили на Facebook, значи ја имам по длабока пенетрација, добро да, без разлика. Меѓутоа има подлабока пенетрација од сите медиуми заедно најверојатно и овозможува на секој оној што е заинтересиран да види или обратно. Алгоритмите кои што ги создаваат, вие она што го правите на вашата страница интелигентно го следат. Значи ако вие решите да ме следите мене и него, односно од тука кликнувате повеќе пати во текот на денот, тогаш нареден пат кога ќе се логирате, он ќе ви даде во топ ньюз што ние сме правеле во текот на денот. Значи можете си го дефинирате интересот, кој ви интересира да го следите, кои вести сакате да ги добивате и ќе ги добивате. И се од фотографија, видеоматеријал, пишан збор, можете да најдете на таа страница која што го дефинира профилот. Сега има теорија на заговор дека ЦИА стои зад ова, дека практично ова е многу интелигентен начин да се соберат сите податоци за сите луѓе во светот и тоа доброволно. Приватноста не е битна, приватноста они може да ја надминат, меѓутоа да ги соберат материјалите, кога сум се родил, кој ми бил другар во средно, кој во основно, 6 милиарди луѓе да ги собереш е невозможно од организирана група на луѓе, па макар и милион луѓе да работат. Меѓутоа кога работат 400 милиона луѓе или не знам колку 500 милиона луѓе во светот, вие треба само да имате алгоритам кој што тоа ќе го среди, а мислам дека го имаат. На еден твој статус велиш ги поврзав Twitter, LinkedIn, MySpace и Facebook. Ова е топ. Сакате да знаете како? Како тоа? Нема да кажам. Јас си експериментирам. Многу ме интересира како да ги интегрирам тие играчки, алатки, за да не морам да речеме ако сакам да објавам еден статус на Twitter и на Facebook да го правам два пати за copy и paste. Постојат сервиси на кои што ќе ги внесете сите овие страници и кога ќе кликнете дека сакате таму да се прати тој статус, тоа оди автоматизирано. Не е страшно, може да се промени. И сега ќе прочитам еден интересен топик на Сашо Тасевски, вика, пренесува една голема мисла од нашиот проучен рапер Стихоен Калибар. Знаењето не е сила, знаењето е извор на фрустрација во Македонија. Значи, комплетно се сложува. Не, вчера ова еден дечко, иначе, кој што живее у Карпош 4, а и стварно е рапер, иначе дечкото е со завршен факултет социологија, има завршено и нормално, како е многу млади у Македонија, има 30 кусур години, е невработен, константно невработен.
Арно има Господ на таквите им дава поише памет, поеве вчера случајно бев на негов профил и го напишал ова, нели што е совршено точна овај реплика дека знаењето у Македонија не е сила, туку извор на фрустрација, или ја како што би додал, неписмените најдалеку стигаат овде кај нас, и тоа е за жал си уште така. И веројатно за едно 40 години кој ќе некоја генерација од нас кој ќе изумре вамо тамо, дури тогаш ќе се појават тие нови, така да кажам, луѓе или уберменши. Гледано у сегашна, у однос на сегашниве луѓе кои што навистина може ќе создадат едно баш општество на благосостојба, ама за тоа работа потоа. Инаку не знам дали знаете, не знам колку од нашиве луѓе знаат тука зашо Фејсбукот кај искочено тоа име. Се веројатно вие знаете. Повели, изјасни се. Тоа уствари се случило 2004-2005 година на Харвард, мислам, у Америка. Овие професориве барале од студентиве, нели, да им приготват албуми секој клас со слики за да може да ги учат у слободно време, за да може да ги препознаваат студентиве на час. И фактички двајца од нив, нели, едниот пак е, овој морам да кажам, слично како овие гуглашиве што се, едниот пак е со руско потекло евреин, како што се овие двајцава на Google што го открија, а другиот е исто некој амер, така со некој источничко потекло, и успеваат се да тој албум материјален, значи во материјална форма, да го стават во електронска форма, и така уствари почна да се шири прво на универзитетот, а после на неколку кампуси, за после тоа да добие глобална примена. Мислам, тоа за овие гледачи кои што да знаат од каде доаѓа тоа Facebook, зашто се вика Сурат албум или Сурат Тефтер. Сурат Тефтер, така да кажем. Скампи, што би рекол мојот поранешен уредник. Да прочитаме некои коментари од нашите гледачи. Вела дека сме многу сериозно сме почнале, меѓутоа јас мислам дека Ја од старт реков Филип Да. Басмит. Вела поздрав до гостите. И така само глупости се зборат по телевизија, бар некој сериозно Некоја нешто да информација, почне да плюс. каже што. Имаме голем поздрав. Добро емисијата, супер сте. Добра музика, поздрав до Далибор. Голем поздрав до нашиот диџеј кој што нели ја разубава атмосферата во студиото. А сега мислам дека е вистинско време да видиме што вие постиравте на вашите топици и што ние избравме за топ 5 топици за оваа недела. Апропо последниот топик, односно првото место од топ 5 топиците беше во врска со Ѓоко Таневски, Евровизијата што се случува во моментов. Сашо, подсети му што еднаш како ти беше последниот топик со знаењето е моќ? Знаењето не е сила, него знаењето е извор на фрустрација во Македонија. Фрустрација во Македонија. Што мислите, колку Евровизија е веќе нешто што беше и колку Македонија е оптимистичка
кога е врска Ѓоко Таневски нашето представување, односно Ѓоко да представи Македонија. А потоа ќе го видиме и видеото кое што беше навртено на Facebook. Па сега нека му е све најдобро, мислам, не може да кажеме ништо човекот. Ја лично го познам, значи не е тоа злобен човек, тоа е фин дечко еден кој што знае да пее, другото не сакам да го коментирам затоа што сметам дека не е тој толку крив за гафот колку што се криви тие околу него, значи оние кои што му го организираат сето тоа патешествие, нели, и целиот настап тамо, мислам на тимот кој што е нашиот тим за него. Во овој смисла го зборам дека ако веќе некој ја представува својата држава, значи тој тим што е зад него треба да не дозволи да се десат такви гафови од тој тип. Затоа што ти сепак одиш тамо да бидеш амбасадор на својата земја. Што значи Ѓоко Таневски лично може да сака или да не сака да учи англиски, или тие што се околу него. Меѓутоа јас како шеф на делегација мое да го натерам у тие 4 месеци додека се спремаме да одиме на Евровизија да научи не англиски него јапански. Затоа што не знам дали веројатно знаете дека да се биде ТВ репортер, еве да кажеме било која австралиска телевизија или америчка, дека ако го праќаат репортерот да оди во Јапан, тој година дена претходно во Јапонија тој учи јапански јазик и учи јапанска култура, историја, значи он тоа го знае што се вика можеби посовршено него 90% од јапонците. До таму ги се спремаат. Така да тие се недозволиви гафови кои што не смеат да проаѓаат, мислам онака. Филип, што мислиш ти околу? Ништо, не гледам Евровизија, немам коментар. Ајде тогаш да го погледнеме видеото кое што беше највртано на Facebook и воопшто најгледано во Македонија пред изборот за Евровизија, за песна на Евровизија. Hi, this is Russell Davis for ESCtoday.com with Jerko, this year's representative from Macedonia. Yeah. You had your first rehearsal this morning or this afternoon? What time was it? Nice. Nice. It went okay? It went okay. Everything from our side, it was very good. We are satisfied from our first rehearsal, but technical part is not still okay, but I hope it will be okay другата проба next rehearsal. Okay. So what changes have you made from the national final when you won your competition to this stage? Everything is changed. In our national contest, we were six boys on scene, like a band, and then from Macedonia Television decided that these beautiful girls should come with us, and this girl will sing backing vocals. And Perhaps I should meet the rest of the band. Yes. Yes, I'm Diana. I'm back vocal and dancer too. Go back. What? Nothing. So I'm satisfied with everything for now. We saw the tape, our perform, and I like it. So I'm saying all the time, it's a little harder when you sing and dance at the same time, but it's okay, and I can handle it. Cool. And you are the rapper, I guess. Yes. I must speak on Macedonian. Macedonia? Yeah, you can. We have a translator here. Yeah. Deutsch. Macedonian. English, like me. Yeah. She speaks very good We're English. going to try to translate Okay, it. yes. Yeah. So, we have yes. some, yeah. So what do you do? What's your part of the job? Charming girl. Јас сум раперот, нели, го пеам дел од He's a песната кај што rapper. се рапува. He sings the part of the song that it's with a rap. Yeah. Come right at the end of the song. You just come on to only for a little bit at the end. Ти излагаш на сцена на крајот од песната. После вториот рефрен, значи на средина. After the second chorus. Yeah. And you are? I'm Damian Pecinovski. I'm the guitar player. And you are? My name is Martina and I'm a dancer like she is. Yes, I'm Jana, I'm dancer and the choreographer. Yeah. So what is it? Have your impressions been of Oslo so far? Oslo is beautiful town. I'm in Macedonia. I live
do езеро, како се кажа? By the lake, and so I like water. So in Oslo I feel like a fish. No, It's wonderful. It's wonderful. It's a very expensive town. Wonderful, but expensive. It's okay. We manage somehow. I just would like more sun, you know? Yeah, it's very cloudy. Yeah, very cloudy, but it's wonderful. We need shine. Yeah, we need Shiny shine days. because in Macedonia we have a lot of sunshine and we need, but it's very nice here. In Oslo, sunny days are over. Yeah. Can you do a rap for us, maybe? The song? Yes. Come on. Yeah. Се буди ден, се буди нов ден, нов проблем. Тука си до мене, а пак сум осамен. Бегам од се, бегам и од тебе. Млада дама сам на себе, сум си потребен. И сакав сон, сакав јас сон. А сонот со тебе е само сон. И имам сила за да сватам дека моја не си била. And can I ask all of you to sing your entry, please? Together. Yeah. The chorus? The chorus? Okay. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам и ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Fantastic, thank you. We changed the parts. The song. After this Yes. goes rap. Right. Okay. Okay, finally, do you have a message for ESC Today readers? We have message to everyone who is on the page to live their life as they want and to listen to music, whatever, not Macedonian, not every music, and to put some, kako se kaže, da puštat, to send some votes for Macedonia. Yes, Okay. I'm sure you'll get plenty of votes. Thank you very much. Thank you. Best of luck. Thank you. Thank you. Ѓоко, извини, таква е емисијата. Те поддржуваме во секој случај. Филип, do you feel like a fish? Немам коментар. Не сакал да го коментирам. Сашо, like a shark, maybe? Не, добре, јас кажав, мислам, тоа пак ќе кажам. Ѓоко не е толку крив колку што е пропустот на тие околу него. И тоа. Ана, имаме нека коментари, предпоставам. Моментално ни пиша нашата уредничка Мелита Ракичевиќ. Вели поздрав до сите мои драги луѓе на едно место, гостите успешни, паметни, шармантни. Прашање со колку страст го живеат животот и што највредно поседуваат. А што најчесто презираат кај луѓето денес? Страстни сте? Поише сме масни, не страстни. После вечерата и бифтекот, сигурно. Што знам, животот ништо не бива без трошка страст, значи се што работи човек треба да има страст. Тоа Што ве исполнува и двајцата најмногу? Најмногу, и двајцата имате семејства, релативно тазе. И двајцата имате бебиња, и двајцата... Ајде во таа насока малку да се движиме. Бебиња. Во бебиња насока. Таа што посебно ти. Добро, ама не Филипе сега тазе. Не пол месец е второто. Ја втор пат сега Филип тазе. Не пол месец е второто. Ајде од тебе да почнеме. Подоцњаците се забележуваат. Тешко е, не е тешко, две мали татко. деца, дека се живи и здрави. Разлика меѓу нив е 18 месеци. По старото е Каја, по малото е Кален. Кален и Каја. Да. Убави имиња. И првото мама го смисли, второто ја го смислив. Нели Кален од прекален од искален. И тоа е, мислам, Ке го калеш? најголемата, како да кажам, задача на еден човек да изгледа друг човек. Тоест да го изведе да го направи човек. Да го направи човек, да го изведе на прав пат. И тоа е веројатно мисија која што е пар екселанс, мислам, нема поголема мисија од таа кој што сака нека каже. Све е другото боза и баклава кој ќе се спореди со тоа. И јас сега на почеток сум добра, ама дека се надевам дека ќе се снајдам и дека ќе успеам да ги насочам моите деца да станат своји луѓе онака. Какви луѓе би сакал да направиш од нив?
Луѓе кои што нема да се плашат. Од предизвик или воопшто од ништо во животот? Кои што ќе знаат да го контролираат стравот. Тоа е најважно за еден човек, да знае својот страв да го држи под контрола. Филип, повели изјасни се на оваа тема? Па, мене ми е најбитно од се во светот, моето семејство. Значи, мојата сопруга и мојот син. Како се викаше? Давид Константин. Зошто Давид Константин? Па, за да може да бира која име му се допаѓа. Или Давид или Константин. Има конекција. Има символика, тие се вкоренети и во македонската историја, но се вкоренети и во христијанската, но и во интернационалната, значи глобално. Од друга страна, Давид, мислам дека е многу тешко да се скрати. Кај нас многу ми пречи што имињата ги крати. Така. Ако ќе беше Константин, може да го вика Коце, Кочо, Коки. Значи, пред се, мислам дека му споив две имиња кои што му дават една многу сериозна тежина во животот и ќе треба да се носи со нив. Каков човек би сакал да биде? Јас сакам само да биде слободен човек, како што сум јас слободен човек. И другото се на него. Сега сте во онаа рана фаза на татковци, да ве наречам така и двајцата. Да. За Сашо знам дека додека неговото прво дете беше помало, ја пишуваше втората книга. Коригираме ако се лажам. Втора или трета? Третата книга. Сега имаш време за тоа? Или се уште е рано? Не, сега не пишувам затоа што веќе имам готова книга. Нели збирка на драми, оваа четврта ќе биде повторно ќе биде драми. Така да само чекам нели Угорсус да си го земе својот замав романот, нели последен што ми е да го земе својот замав, нели оне што е маркетиншки комерцијален. И здравје следната година ќе ја издадам, пошто јас нели сам си ги издавам книгиве. Значи на пазарот сум буквално онака излезен директно. И немам гајле, сега за сега иде добра таа работа, штета што го зборевме тоа преска што живееме во Македонија во оваа смисла, нели, кај што знаењето и интелектуалниот труд најмалце се ценат и се вреднуваат. Како што ми рече Сашко Насер, нашиот познат драматичар за Пеперутка, за романот, вика, овој вика да ти беше, пошто он беше конзул у Канада долго, 3-4 години, не знам колку. И он сега пошел на факултет професор и го прочитал романот, ме сретна, ме вика, вика, да живееше, вика, у Канада или Америка, до сега вика, имаше продадено 30 милиони примероци од романот. Али тоа е тоа, мислам, и сега ни треба да се живее со тоа, нели. Наше не е да коментираме, него да си работиме работата. Филип, како се справуваш ти со тие моменти? Дали може би ти пишуваш додека го клацкаш пипчето? Јас пишувам редовно. Тоа е, како што реков, публицистика, колумни, мислења кои што искачаат секоја недела. Тоа ме држи во добра кондиција. Значи, во текот на неделата гледам што се случува околу мене и се трудам она што највише ми земало внимание да го оставам на хартија. Релативно лесно пишувам. 1000-1100 збора пишувам за сат и половина. Некојаш се случува и под сат време да ги испукам 1000 зборови, значи бргу ми оди пишувањето. Тоа е составен дел од мене. Јас имам материјал за уште 1100 збора, па не знам како ти кажам, 2 страници Word, густо. Чукани или 1,5 проред, 3 страници. 3 страници. Но релативно набиена колумна, обично над 100-110 реда е тоа. Сите весници бараат 70 на редови. Јас одам малку повеќе, така што не ми пречи, воопшто не ми пречи. Понекогаш дури и низ очи ми поминуваат реченици. Тоа е веројатно професионална деформација. Имаш течна мисла. Тоа е тренинг, пишувањето е тренинг. Да, тренинг е, дефинитивно е тренинг. Веќе во утрински имам 145 текстови. Овде во оваа книга има само 70, значи има уште една готова книга. Прашање е кога ќе биде ставена во ваков формат, бидејќи ја после известно време текстовите што сум ги пишувал ги собирам и ги коментирам. Значи коментарите ги коментирам за да видам што сум погодил, што сум утнал. Каде си утнал, да. Како се однесувам сега во однос на тоа што сум го мислел и така. Во последно време и многу книги ги ставаш во електронска форма и ги нудиш на интернет. Да. Тоа е новитет?
Сам го правиш тоа? Да, сам го правам. Потполно сам. Лично мислам дека и тоа може да биде мисија, да понудиш на луѓе да читаат повеќе, да им понудиш извори. На интернет има се практично, меѓутоа многу е тешко да се најде. Сега јас подолго време бидејќи се занимавам, бидејќи имам луѓе кои што ми праќале информација, односно книги во PDF формат, се собрале, не знам, можда 10-20 илјади книги. Да не зборам за проект Гутенберг, каде што може се да се симне бесплатно, но јас правам некоја селекција. Ова се сепак бесплатни изданија, така да? Да. Бесплатно. Да, но имам и преку библиотеката една акција DVD со македонски PDF. Значи, она што го има направено од тимот у библиотеката, од оние почетоци на македонската литература, кои што се интересни, а нема проблеми со авторски права. Тоа го ставивме на вебсајтот на библиотеката, но го имаме у DVD формат, депонирано е во Универзитетска библиотека со ципови, значи као посебно дело, и тоа го даваме како награда. Јас мислам дека кај нас, ако е нешто џабе, е доста прифатливо, и на тој начин подобро пенетрира информацијата. Меѓутоа, пак мислам дека и дури овој еден трик малку да ги навлечеш луѓето се исплати, затоа што форматот се менјава. Што повеќе ќе прочитаат, дури наслови, делчиња некои ситни, ќе им го смениш малку форматот, и ако го смениш малку форматот, можеш да се надеваш на подобро општество. Има еден хардкор сајт, тој е легендарен, мислам, онака. Веројатно тоа е наизглед нели сајт на некој си српски камион, овој превозник со камиони. Меѓутоа тоа го имаат хакирано, нели, одредени луѓе го имаат напунето као електронска библиотека, нели, со преводи на книги на хрватски, српски, босански, македонски има книги. Нели, кај на вистина онака све што можеш да се сретне у нашите книжарници, мислам буквално го имаш таму преведено онака. Така да е пасија едно време, тоа ми беше и симнав преку 1000 наслови, мислам, ама сепак друго е на лаптоп да читаш, тоа е заморно. Сега гледам излегуваат тие читачите за книги што се као тетрадки се вака. Тие се со многу помало зрачење, као минимализирана, меѓутоа пак книга е книга која држиш вака, тоа е друго чувство. Дали твоите книги размислуваш електронски да ги ставиш односно на интернет во електронска форма? Или пак се уште е рано? Ама нема шо рано се, тоа е шум се продаде, ова прва книга што ми изла второ издание, ми излезе, еве го рече си се продаде, Матица го направи второто издание. Пеперутка еве се распродаде цел роман, имам баш денеска ми каже уште 30 на книги останато во книжарата. Ке треба да правам второ издание, нема да правам, од проста причина што нели сам си ги финансирам книгите, а нема да префрлам од шуплево празно. Така да немам намера тоа да го направам. Здрави ако некад некој покаже интерес нели за тој труд, нели така да кажам, и ако тоа го финансира да излезе и второ и трето издание, немам проблем. А иначе на ваква работа не сум размишљал у електронска форма да ги ставам, пошто сепак реално кажано, јас тоа мене ми се тоа е извор на приходи, мислам. Јас сам гледам фамилија, жена ми не работи. Така да нема тука извини. Нема нешто ново, погледнуваш. Кога сме кај електронската форма, на нашиот зид ни стигаат коментари, па да ги прочитаме. Дарко Шаревски вели во што го поддржавте Ѓоко, ама штета не влезе во полуфинале, така да ништо од нашата Евровизија. Значи не влегол во полуфинале Ѓоко. Биленце Џим Гозова вели супер емисија, поздрав до студиото. Илеонора Или вели поздрав до сите во студиото, посебно до прекрасните Ана и Маја. Фала. Имам едно прашање до гостите. Дали никогаш добиле непристојна понуда на Facebook или предложила? Може би. Кој праша? Елеонора Или. Зависи што подразбира непристојна понуда. Да не се прави. Многу е важно да се знае што е тоа. Дали може би се што ми се случува едно време, мислев дека треба да дебатирам со луѓето кои што се празнат на Facebook, тоа беше кратко време, сега ги бришам и ги блокирам. Значи нема што да губам време да се објаснувам со луѓе кои што не паѓаш во дуели. Не, нема дуели, ги блокирам. Што најмногу може да те изиритира од Facebook? Ништо не ме иритира. Меѓутоа, ако не е на линија на едно нормално комуницирање, ако е било каква навреда или ако мислам дека е глупирање,
следува блог. Од проста причина што гледате што правам. Делам книги, дискутирам за убави работи, евенти кои што може да... Аплодираш убава музика? Повремено делам некои линкови, зависно како ќе ми се погоди денот. Музика помалку, меѓутоа ставам и музика. Сум ставил интересни наслови кои што може би многу тешко се доаѓа до нив во класична хартиена форма. Инаку во однос на моите книги се ставени бесплатно во електронска форма. Сите, практично книгите се делови, некои парчиња се ставени. Тоа е сосема нешто друго од тоа што го прави мојот соговорник. И ако веќе на тој начин настапувам, потреба да... Знаете како, луѓето имате прво луѓе кои што таму се позадача на Facebook и на интернет. Да. И од друга страна има луѓе кои што се крадачи на енергија. И ако им дозволите да ви ја крадат енергијата, влегувате во нивниот филм. Така што да се најдете на некој начин профил е отворен, значи може да влезе некој што не ми е пријател да погледне, меѓутоа сега да влегувам во дискусија со илјадници луѓе, мислам дека е безпредметно. Сите ние имаме некоја идеја што сакаме таму да направиме и тоа го правиме. Да, добро, не окей, све окей, него у принцип ја мислам дека моето искуство со Facebook, со овие работи е наистина мене ме кликаат цел луѓе, нели, што се виконате, бараат за пријател. Со оглед на тоа работата што ја правиме малце нели неблагодарно јас да ги откажувам нивните пријателства, затоа што не знаеш од каде може тој некој од твоите фанови кои што доаѓаат да гледа редовно театар и малце неблагодарно да покажеш тој тип на вообразеност, барам на мене, нели, да ги откачувам и така натаму. Не ги откачувам. Меѓутоа исто ќе кажам дека јас навистина ја немам проблеми у смисла некој да ми се закачи, да ме глуши или да ме малтретира и така натаму. Него јас ме фасцинира токму тоа да некој те еднуа за пријател, а од друга страна не покушава никаква друга комуникација да оствари со тебе. Значи јас можам да набројам на прсти од две раце кои луѓе ме бараат во четрум или нели, четуем на ова. Значи тоа се многу малку, останатите се проформа. Значи Facebook у таа смисла е и фиктивен форум за фиктивни пријатели, мислам, затоа што ти реално комуницираш со 10, не можеш со 2000 да комуницираш. Овде во твоите активности видиш дека возиш ролери и играш фудбал. Што е оно што најчесто го правиш во слободно време, односно што е оно што најчесто го правите во слободно време? Па возев ролери. Во последните 2 лета немам возено, тоа е седнаш 2 пати дали имам возено. Ама добро, да, иначе сега само фудбал играм последно време, по 3 пати неделно играм. Пинг-понг некојаш така. И тоа заречи. Време за тоа? Да, не, сега сум само на фудбал остен. Само на тоа. Филип и Саша. Facebook чат, Facebook групи, Facebook игри, Facebook тестови, Facebook ванги. Ништо тоа. Никакви апликации немам на страницата. Ништо се е на ремув? Да, све ми е блокирано исто од апликациите. Тоа е замарање. Тоа губење време, за тоа фармовил, тоа се за заглупување, мислам. Ништо тоа. Дека е зависност Фејсбукот или пак воопшто тоа не ви влијае на вас? Не, во мојот случај не е. Јас експериментирам. Ако излезе платформа која што ќе биде подобра, ќе прифатам. Во светски рамки Twitter се заканува да биде голема конкуренција на Facebook. Меѓутоа во Македонија за жал тлее. Да, нема уште не е развиено. Можеби 5000 јузери. И со Facebook. Значи нема многу подобар начин за комуникација. Значи во само 140 букви да го кажете тоа што сакате да го кажете, да упатите на линк, да упатите на слика, на видео, да кажете како се чувствувате или да кажете вечер сум на емисија ако сакате следите. Значи начин за остварување на слободата. Како можам да бидам слободен? Ќе ги следам платформите кои што ќе ми го дозволат тоа. Во моментот во Македонија број 1 посетуван сајт, попосетуван и од Google е Facebook, според најсилниот аналитички сајт во светот alexa.com. Така стои рангот. YouTube е мислам број 3, првата македонска страница е на 8 место a1.com. Исто така се случи пред известно време, можеби пред месец дена во Америка, за прв пат попосетуван од Google да биде Facebook и во Америка. Значи тоа е трендот.
А добра интеграција има да се прави она што сакаш да го направиш. By the way, ми текна нешто през како спомнав, нели, а тоа го пишев в магистерската, за тоа и нели некој театар кој што ќе се одвива, некоја таа кибернетичка уметност која што ќе се префрли во сферите на дигиталното. By the way, и Facebook е еден вид на како да кажам, виртуелен простор каде што се вежбаат разни идентитети или улоги. Она значи што го правиме као деца, кога вежбаме разни улоги низ нашите игри. Сега фактички таков простор стана интернет. Има многу луѓе со разни идентитети, ради разни причини што лажни профили. Лажни профили. Па тоа се лажни идентитети затоа што он кога ќе тргне да се представува погрешно, он оди до крај. Он се обидува до крај да се продаде за таков за како што се сака да се продаде. Што значи оно што го зборев, јас да кажем, у мојата магистерска, као една меѓуфаза можеби почнува да се остварува, дека тоа е као еден вид на премин, еден транзицијски премин овој простор, на оно што ќе се случува можеби после со интерфейсот за виртуелна реалност. Така да, веројатно крие, и Facebook како феномен крие веројатно некои тајни кои што ние од денешен аспект уште не можеме да ги интуираме до каде може да одат. Сигурно има и некои такви потенцијали во себе. Виртуелни светови сега, Second Life. Second Life, апсолутно, и неколку игри. Веројатно некои работи уште само можеме да ги интуираме, а меѓутоа не до крај. Затоа што ако некогаш можеше преку сцена, преку актерство, преку глума да се долови нека улога, ти тоа најдобро можеш да го... Сега е све тука и мислам тоа као вежба е мислам добро, тоа е супер кога се менуваат идентитети, затоа што со секоја промена идентитет човекот се повеќе може да се спознае себе кој и што е. Познава апсолутно. Да прочитам уште едно прашање како за крај. Елена Или, вели девојки поздрав, прекрасни сте. Поздрав голем до Филип, еве нека каже ништо за старите добри времиња кога беше во агенција за млади и спорт. И што најмногу му фали од времето кога беше дел од најголемата политичка партија. Ја во агенција за млади и спорт никогаш не сум бил, меѓутоа ја основав. И местото каде што денеска се наоѓа и концепцијата како да се оформи агенцијата за млади и спорт е ставена во време кога бев претседател на подмладокот на ВМРО ДПМН. Значи станува збор за 97 и 98 година, веднаш по протестите. Во еден разговор со тогашниот премиер Ѓоргиевски, кога немаше простор каде да биде сместена таа агенција, успеав да го убедам да биде таму каде што се денеска. Инаку тој е објект поранешен на електростопанство. Електростопанство се приватизираше подоцна, се приватизираше порано ќе остане Ајбестоев објект. Идејата беше да се оформи една агенција која што ќе работи баш на младината и на спортот. Гледам дека во меѓувреме таа се етаблираше, односно зазема некое свое место во тој политички тек на работите, дека имаат некои своји иницијативи. Не би сакал да ги коментирам политички работите, меѓутоа постојат како елемент. До пред 97 и 98 таква агенција не постоеше. Ете, да речеме, еден од успесите во животот, гледано низ политичка призма, јас сметам агенцијата за млади и спорт, меѓутоа тоа не ми е признаено. Но многу ме изненади прашањето. Искрено, не е ни битно крајна линија. Некогаш е многу битно да се направи, значи да се направи нешто што мислиш дека треба да го направиш и да не очекуваш никаква благодарност од тоа. Не е ни битна благодарноста на крај. А ние пред да се одјавиме, мораме да му кажеме на Пиже фала за маичките што ни ги донесе од кај мајка и татко ти, што после 3 недели конечно ќе ги дадеме. Имаме 5 маички за оние петурица кои што први напишаа коментари на нашиот профил статусет и добија маички од кај мајка и татко ти. Пиже фала многу. Фала ви на вас што вечерава бевте со нас. Тоа е тоа во нашето време од 1 час. Помина, се надевам, дадовме некои корисни информации на нашите гледачи. Мислам дека траеме веќе и повеќе од дозволеното време, меѓутоа супер си поминавме секој случај. За крај само да ги поздравиме оние кои што се погрижија за нашиот изглед, односно Буди Креативо, ГТЦ Приземје, Спроти Чао, Вујче Андриевски, односно Студио Fashion VA, Владимир Трајковски и така. Благодариме. Вторник, 22 часот, следниот вторник, повторна нова фреквенција. Чао, чао.
нападне Роси, еднаш значи тоа беше неуспешно, Роси успеа да се одбрани, меѓутоа кога потоа Лоренцо успеа да излезе напред, веќе немаше одбрана. Веќе спомнав за успесите на овие двајца возачи на ова Гран При. Леман е една од трите патеки во календарот каде што Дукати нема Мото Гран При победа и тоа е останува така и натаму, значи реков еден подиум на Кейси Стонер во 2007-та и тоа е тоа. Видовме малку по релаксирана, да речем, трка, затоа што на претходната првите тројца во Херес беа поделени во период од само 0,89 секунди, значи еден исклучително тесен финиш во кој што немаше многу простор за да се маневрира и Дани Педроса на сличен начин како во оваа трка го изгуби првото место од Лоренцо. Лоренцо двоен победник, Ямаха е троен, значи Роси, па два пати Лоренцо. Сега овој возач, значи кој што дава моментално изјави за акредитираните новинари во Франција, води во првенството со 70 бода, 9 повеќе од Валентино Роси. Само треба вака да продолжи, бидејќи спомнав од неговите чести падови, самиот си прави повеќе проблеми од колку што другите го загрозуваат. Малку статистика да бидам коректен со вас, значи во досегашните 37 настапи на Хорхе Лоренцо во MotoGP класата, ова е негова 7-ма победа. До сега има уште 9 пол позиции, а ова ќе му биде и 6-ти најбрз круг во кариерата, вкупно 21 финиш на подиумот. Зборуваме исклучиво во MotoGP. Тоа значи дека од прилика 2/3 од неговите настапи ги финишира на подиумот, меѓутоа потребно е да финишира, нели, пред се, за да се стигне прво треба да се стигне. Стара мудрост. Со победата во Херес, Хорхе Лоренцо успева да направи прва победа во MotoGP класата на шпански терен. Не треба да подсетуваме, еден многу добро познат факт е дека досега во историјата само еден шпанец успеал да биде најдобар возач од сите, значи светски првак на крајот од годината, тоа е Алекс Кривилје во 1999 година со Repsol Honda. Меѓутоа, за сега тоа е единствен изолиран пример, би го рекол, кој што значи не е потврден во другите сезони. Очекуваме да се качат на пиедесталот тројцата најдобри. Очигледно уште Андреа Довициозо остана да даде изјава тамо. Меѓутоа ќе се обидеме да добиеме во некој од следните трки и тон можеби од овие изјави кои што ги даваат за акредитираните новинари исклучиво тама на патеката. Ќе имаме можност можеби да чуеме што изјавуваат и пред она официјална прес-конференција да се одржи де факто во прес-центарот на автодромот каде што се возат. Кратко можеби, без многу објаснување, меѓутоа тоа е она што се бара. Хорхе Лоренцо, Валентино Роси, Андреа Довициозо, Ники Хеден, Дани Педроса, Марко Меландри, Ранди Депуние, Хектор Барбера го забележува својот највисок пласман овдека и Алекс Еспаргаро. Марко Симончели на крајот го расипа своето добро возење, успеа да го престигнат да падне на 10-то место Хироши Аојама, Колин Едвардс и Мика Калио, кој што ете на крајот не е со еден круг за останување, туку само со 55 секунди. Очекуваме значи да се појават водечките на подиумот, да го видиме прскањето со шампанското. Ова е табелата. Андреа Довициозо успеа да излезе и пред Дани Педроса во генералниот пласман, меѓутоа тука се изедначени на овие трета и четврта позиција, 2 бода ги делат, што воопшто не е голема разлика.
да беше некоја, нели, можеби и повисока позиција, чисто се сомневав дека ќе го престигне Довициозо, меѓутоа на крајот сепак успеа да го направи тоа. Ние ќе се префрлиме очигледно со слика во студиото со почесен круг, доколку добиеме слика на трасата од прогласувањето ќе се вратиме во Леман, а сега одиме да чуеме што имаат да кажат нашите гости како коментар на оваа трка, која што имавме можност да ја проследиме. Доколку добиеме слика од подиумот, значи ќе се вклучиме секако со прославувањето, бидејќи премногу време одзе. Да, еве назад во студиото, во отвореното студио на емисијата Почесен круг во MotoGP шампионатот. Се уште имаме некои технички пречки околу добивањето на сигналот за прогласувањето, но се надевам дека се ќе испадне како што треба на крајот. Па, еве еден завршен коментар, еве назад, сепак Хорхе Лоренцо, докторот второ место, Довициозо трето место. Па да направиме едно резиме на оваа трка. 1-2 Ямаха доминираше повторно. Па, твое мислење е најпрво Цобе? Па да, јас така и прогнозирав, нели? Така само обратна беше прогнозата, но сепак дојде... Да, важно двете Ямахи напред отидоа, да. Па тоа е, стартот беше многу битен и тука се издвоја, мислам, групата тројца и немаше некои поголеми претекнувања меѓу другиве возачи. Еве на крајот Дани Педроса од третото место, на крајот сепак за жал успеа да падне на петата позиција. Неговата Хонда сепак не беше доволно силна да го издржи притисокот на Ямахи. Па не беше до моторот тука. Тој веќе неколку кривини пред целта изгуби концентрација и другите два возачи легоа од внатрешниот дел на кривината и го помина. Тоа е дел од концентрација. Јас би рекол, можеби, нели, сепак и моторот не му беше на гумите, задната гума, не му беше на висина на задачата некако во последните кругови, бидејќи очигледно не можеше да постигне стабилноста што имаше претходно во текот на трката. Инаку забележувам дека веќе имаме трасата со прогласувањето на најдобрите тројца, би ја замолил режијата да ги погледнеме тие моменти од Леман, сепак ги должиме на публиката. Значи, на првата позиција Хорхе Лоренцо, втор Валентино Роси, пехар за Ямаха како најдобар конструктор и на третата позиција ќе биде Андреа Довициозо, овој е втор негов пласман на подиумот оваа година по Катар, значи во овие три трки би можеле да поразговараме дали тоа значи промена на распоредот на силите во Хонда со Довициозо напред, бидејќи очигледно дека го потиснува Педроса, но истото се случува и во Ямаха со Лоренцо. Шпанската химна во чест на мотоциклистот на Ямаха. Прскањето со шампанско, традиционална забава за оние водечки кои што може да си го дозволат тоа. Во Катар ни не достигаше, затоа што таму, нели, и не се дозволени алкохолните пијалоци, дури и рекламите на некои мотори кои што, како што например на Хирошија Ојама Интервета на обложувалницата, мора да бидат отстранети бидејќи со локалните закони е забрането и коцкањето во тие земји од Блискиот Исток. Ова беа тие моменти што ги должиме на публиката редовно, прогласувањето. Би сакал сега да се вратиме во студиото и да чуеме коментар. Ивчевски, значи, накусо, имаме ли нов распоред на силите и во Ямаха и во Хонда? Фаворитите некако паѓаат во втор план. Па јас така и прогнозирав, како што кажав, за Ямаха 1-2 победа. Меѓутоа, Довициозо е надежен возач
И прошливе трки го имаме гледано како ова е негова втора сезона. Да. Он секогаш се бори без респект нагоре да биде меѓу први тројца, така да им успеа оваа трка. Меѓутоа и Дани Педроса не е за подценување. Кога има добар мотор? Па да моторот е добар у секој случај. Меѓутоа ете од гумите може или од некоја друга мала работа и толку треба. Јасно. Следна трка е за 2 седмици она во Муџело, значи на италијански терен. Тоа беше патека каде што Роси доминираше во минатото, имаше 8-9 победи, мислам дека лани беше запрен тој негов победнички од. Во целата оваа констелација на односи со Лоренцо залетан да го превземе приматот, има ли шанса да видиме и дебакл на Роси пред неговата публика? Па јас се надевам дека ќе биде добра борба, како и секогаш. Меѓутоа не мора да значи дека е стазата во Италија и дека Роси повеќе има шанси од другите. Чисто статистички 8 победи имаше во ред, во низа. Да, тука му и публиката, мислам тие го пратат секаде, меѓутоа во Италија е помасовна, така да ќе биде многу интересно. Би успел и некој на домашен терен да го оттргне тој пиедестал што како што напомена и Табаковски, 8 победи веќе поред. Да, па не се знае. Ништо не се знае, трка е. Значи прогноза за идната трка тешко да се даде од сега. Ќе видиме. Повторно ли типуваш на 1-2 или? Па не знам, ќе видиме како ќе биде утекот на тренинзите, зависи и времето како ќе биде. Силаков, вие? Па не знам, кој што кажа и Цове. Ќе видиме. Останува вие да се концентрирате можеби на трките што престојат во Македонија, бидејќи се јавувате како организатори нели на првата куп трка во Македонија идниот викенд, па еве уште еднаш кога се навратиме и да биде тоа своевидна покана за македонските љубители на мотоциклизма да дојдат во Кичево. Дали се обезбедени, ајде да кажеме, некои други услови кои што би овозможили на публиката полесно да следи трибина, значи или евентуално да размислуваме како што има новија големи автодроми, па и некој видео екран кој што ќе им овозможи на оние што се на еден крај од патеката да гледа што се случува на другиот. Да. Ваше размислување како организатори, колку сме далеку од една таква работа? Па доста сме далеку. Сега за сега, оваа ситуација сме доста далеку, така да во догледно време на такви големи екрани кои што ќе прати публиката, тешко, али да се надеваме, нели? Дека одиме напред, ќе биде понатаму. Има ли визија што ќе биде следниот чекор? Дали ќе има втора куп трка? Дали веќе ќе се профилира извесен календар на настани за оваа година, бидејќи спомнавме дека нема да имаме брзинско првенство, немаше доволно пријавени трки од клубовите? Во план ни е да организираме 5 трки од купот. Меѓутоа не е исклучено да се направат и трки од шампионат на Македонија, ако се појават други клубови што ќе организираат, да се извозат и тие плюс 3-4 трки. Или во склоп со овие трки да се направи и шампионат на Македонија. Така да све зависи од помошта на некои фирми или на некои организации што би можеле да придонесат за организирање на тркиве. АБ канал нели ви стои на располагање доколку имаме можност да ги покриеме тие настани, секако дека ни е во интерес да го промовираме и натака мотоциклизмот во Македонија, меѓутоа сепак не смееме и да се повинуваме, би рекол, само на тие услови што спонзорите, односно недостатокот на спонзори ги диктираат, бидејќи како што спомнавте, има луѓе кои што сакаат да се тркат, едноставно само е потребно некој да срочи целата приказна формално правно за да се вика тоа трка и за да се вика шампионат на Македонија. Да, уште може да додадеме дека секој викенд во Кичево на стазата е отворен ден за тренинзи. Може секој што има мотор сериски да дојде да си потренира, да види како е на стаза и ако сака да се пријави на тркава. И да не се изложува на оние опасности по градските улици. Да, само мора да се има заштитна облека и
Вреди да се напомене за Да, и моторот да е исправен, да може да We'll see you in Italy. A man who seems to be addicted to finishing in 4th place at the moment. I think it's 3 so far this season. Matt's with Nicky Hayden. Nicky just analysing the fastest laps of the race there. You were right up amongst them. Great ride today, so close to the podium, but so far. Yeah, we say in America close only counts in horseshoes and washers, but truthfully, you know, this weekend has not been easy, and 4th place really, I don't feel like we could have done any more. I mean, the team did a good job. We made some improvements, but that was certainly not an easy race. I was on the limit from pretty much the warm-up lap. I just say I did my best lap on lap 20. It was a hard race, and I really thought maybe we was going to get on the podium. I was pushed so hard to try to catch those guys, but at the end I couldn't get by them. And, you know, another 4th place, and overall, that was really not a disaster. I knew this weekend would be tough, and, you know, I'm reasonably happy with 4th place. So, but ain't going to do it, Mugello. We need to try to go get on the podium there. And but keep going. I'm having fun, and the bike is working good, and the team is working so hard for me. I just appreciate all the support. We were saying at the beginning of the show, this is one of only 3 tracks where Ducati have never won, so it's obviously not a good track for this bike, but of course it grew up, it was born in Mugello, so in theory that should suit you a bit better. Yeah, I hope so. Last year Mugello was a nightmare to be at Ducati's home and be so slow. So this year I'm looking forward to going back and hopefully being up front. Mugello, if you can get away with the leaders and get in that draft and hang in there, can be the most fun race of the year. So that's the go. Wait another week and then things get real busy. Generally speaking, Nicky, it seems you've got a bike this year that's much more adaptable. You can come to tracks like this and it's going to work, and it seems to be working much better for you as well. Yeah, you know, the bike, the team, everything is just a lot better for me. These guys, I know what to expect from the bike and what changes do what, and they know how to help me. And, you know, I got a lot of support from the factory this year. A lot of people stood behind me. And, I mean, this week, first session was 7th, 6th, 5th on the grid, 3rd in the warm-up, 4th in the race. And, you know, it's just nice to see some progress. But still, that next group, I got to figure out how to get up there because especially in the opening laps, they got me. So, you know, we still got a lot of work to do, but there's still a lot of racing to go, and I'm looking forward to the summer. Sympathy, I imagine, as well for your teammate. Yeah, I mean, you know, Casey is so fast, and that side of the garage, I know how hard they're working, and, you know, they're not getting the results they deserve because they're putting in a lot of effort. And Casey, I seen it. I mean, it was pushing, and like he was in front of me, and I was waiting to open the gas thinking, I hope the guy behind me don't hit me because the front was under, the foot was off, and he just was going, and I thought he was going to save it, and that helped that group open a big gap, and yeah, but, you know, we're going to go to Mugello. Sure, he'll be strong there. That's maybe his best track, so they look out for him there. We'll be looking forward to seeing both of you there. Thanks, Nicky. All right, cheers. Thank you. Nicky Hayden, what a good guy he is. Yeah, it was interesting because Charlie and I thought he got tangled up in that accident. He just said there he had to slow up a lot when Casey went down, so it was unfortunate. Yeah, it really was. Now, earlier on today, we've given you a little teaser about it already, but the 125s took place, so let's find out exactly what happened. Pole setter Nico Tirol and fellow Spaniard Pol Espargaro had been in a league of their own all weekend, so it was no surprise to see that they broke the field early in the race and engaged in a cat-and-mouse chase to the finish. Espargaro making his last and decisive pass with just a couple of laps to go as the battle for the final podium position raged behind them. This is the battle for 3rd place. New circuit record confirmed for Marc Marquez, but Smith also set his fastest lap of the race, which would have been a circuit record at the time. Smith out of the seat as Marquez goes through and into 3rd position. Smith's got work to do to claim that podium position now. Marquez is in it and goes through into the double right of Garage Vert. There's only the 2 S's and double right to come after this.
Mistake there from Bradley Smith. Marquez takes full advantage. Paul Espargaro's sure he's going to win the race. Now then, Bradley Smith has got to fight back immediately. Here he comes, not quite close enough. Into the S's final lap. It's going to have to be in the next S or in the final corner if he wants to get on the podium in this race, because Marquez is pushing so hard at the front. Espargaro's won it. Oh, Smith thought about it. Going through on Marquez. They're so close. It's going to be decided in the final couple of corners. Here comes Smith in the S's on the inside, and they touch. Marquez is going to be forced wide. Maybe Vasquez can pick up the pieces. Oh, and Marquez is going to claim this one. Vasquez will try and go through on Smith. Espargaro will win the race. Tyrrell will be second. Who will be third? It is going to be Marquez is in third place. Here they come. Marquez third. Vasquez fourth. Smith 5. Cortese in 6th place. Not only did that move lose him third place, but Brad also got shoved wide in the last turn by Efren Vasquez. A bittersweet finish to the race for the philosophical teenager, who at least returned to competitive form after a tough start to the season. Danny Webb came through from 20th on the opening lap to finish 9th. In the championship, Tyrrell and Espargaro now clear, but just 2 points separating third place from Bradley Smith in 6th. Tough for Bradley there, wasn't it? Yeah, but he fought. He really did battle at the end there, and I heard him say that people said I wasn't strong enough and fighting enough, but he fought very well there, and he didn't get enough points for what he deserved, but never mind, he's back on form, and they've really got that bike sorted, it seems. Yeah, another man with his bike sorted, just sauntering up here, looking very cool in his Ray-Bans. A 9th finish for you, Danny. You must be really pleased with that. You didn't crash. Well, no, I mean, I'm pleased with it. I'm definitely pleased with it. But, you know, I was looking for a top 7 finish really this weekend, but we got an absolutely terrible start, and, you know, out of the first corner we was 26th. So, you know, we managed to come back to 9th, and it was a hard race, but it was a positive weekend. You know, all weekend was inside the top 10, and we made a lot of improvements on the bike again, and the whole weekend was just fantastic. What's the problem off the line, Danny? Is it just sort of getting the clutch in? Do they bog down? How do you go about it? You just got to get them right, really. I mean, you can get a perfect start, or you can get an average start. And you know, I was on for a perfect start, and then it all went wrong. But you know, it done my racecraft a lot of good. I was passing quite a few people going into the first turn. I think 2 at once. So you know, I know you scared us. It was yeah, it was a good race, and I enjoyed it. So yeah, hope roll on Mugello, and hopefully we can get a good result there. Great stuff. This is a pretty demanding circuit, isn't it, for you guys on the 125s, but also for the guys in Moto 2. So it just so happens. Yeah, Scott. Yeah, exactly. Just so happens that we have Scott conveniently here as well. Scott Redding. Looking on from Moto 2, it was absolute carnage because there were just bikes everywhere, and you managed to avoid them all, which is a good thing. Yeah, I actually made a great start for once. I made loads of progress in the first corner. I just thought I'll take the inside line. If I touch the curb and go down, then it won't just be me, you know. So I managed to stay on and made some good progress, overtook some people, and the race pace was low 40s, and I struggled all weekend to even make the odd lap. So to run with the guys was very hard, and I stayed with them for a few laps, and then I had to back it down a bit, and then I ran into a couple of troubles with other guys, but apart from that, it was a really good race. Are you getting the bike sorted out, Scott? Yeah, the bike now is coming more or less perfect for me. It's just the odd little things, you know, and just more me and the qualifying and just trying to get that last bit, because it's 8 tenths from first to like 25th, you know, and then 8 tenths are like 8 seconds, you know. It's so hard to find. I bet you'd like to test more, wouldn't you? Yeah, it would be nice, but, you know, we're riding constantly, so, you know, it's not really time to test, but it would be nice to have an odd day here, there, you know, to get a bit more practice in. All right. Thanks ever so much, guys, for coming to chat to us. It's nice to see you on Extra, and good luck for the next race. Fingers crossed for you. Right, well, one man who had a pretty dire day and he just seemed so downcast was the Ducati of Casey Stoner. Yeah, and that was sort of where it all went wrong, and it just said the bike was unloading, just slid out from underneath it. It was interesting to hear from Nicky, who was behind him, and he just said that the bike just folded in. He thought he was going to catch it, went down on his knee, and it just, there it is. It's a horrible sight, seeing that bike sat in the gravel upside down, and that's a potential world champion as well. Yeah, and his interview was quite enlightening. Let's hear from him now. Yeah, Casey, take us through that crash. It looked very similar to the one in Qatar. Almost identical, to be honest. In Qatar, I was still on the brakes. This one, I'd just come off the brakes, and it was very similar to Jerez. I mean, we were sure we're rid of this problem. We've tried all weekend to push limits out of this bike to try and see where it's going to close, where it's going to be. And
no reason for it to happen, you know. It was in a corner where you're basically just trying to get around it. You're not actually pushing anything. You're not putting any weight on it. So why this happens on race day, I don't know. I mean, you know, you can do everything you want with this bike and it'll come out on top for you. And as soon as we get into the race where I'm behind people or I'm not putting 100% of pressure on it, down she goes. And, you know, nothing wrong with our setup. Like I said, I tried everything this weekend just to see what would happen. And, you know, it was faultless. It never lost the front on me once, rear a couple of times. But, you know, I'm lost for words, really, and frankly sick of it. So see how we go at the next one. Okay, long way to go yet, Casey. Chin up. Thanks. Even longer now. I don't know if it's possible. All right, thanks for this anyway. Thank you. Gosh, I've just not seen him down in the dumps quite as much as that. Fellow Aussie can maybe give us a bit of insight into how he feels. Charlie? Well, I don't know if it's a nationality thing or just a practical racer point of view, but he's got to be serious, hasn't he? Put it in context. If Rossi and Lorenzo don't turn up for the next two races and Stoner wins them, that's what it would take for Casey Stoner to catch them. He's 40, you know, he's 59 points behind Lorenzo now. You get 25 points for a win. So he's got to be practical. He realises that short of a miracle, the championship is over. Do you think, Steve, that he's just kind of maybe got to the end of his tether with Ducati? There's all this talk about him going. Does that not add to the Well, mix? you could argue that Ducati got the end of the tether with him. I don't think so. I think they're still very much a family at this point, and I think they will get to the bottom. What he's saying is when the bike's absolutely unloaded, it's kind of from the transition from being on the throttle, on the brakes into a corner and getting back on the throttle, it seems to unload itself and just washes out, and he can't understand that. But they will work it out, because Prezzioni, the guy that fixes the bikes up, he'll be back there now already working on it. So, Charlie, I'm sure he's going to come back. I've actually got money on him. That's the trouble. I'm losing out on my bet here. The only thing that's going to work for him is if Lorenzo and Rossi really start tangling up with each other and slowing themselves up. We've seen Rossi make the odd unforced error. Lorenzo more likely to do that. If Rossi can, if Stoner rather can bank a couple of wins in those circumstances, that could help. Yeah, and not forgetting Pedrosa and Dovizioso. They've all got a lot more points than him as well. So it is going to be very, very tough for him. But he's a tough little kid. You know, he's learning every year. It's just not running right for him. And we've had seasons like this from other riders, but they come back with a bang, and I'm sure he will. Yeah, well, fingers crossed for him. He needs to do something. The team managers need to do something. I think everybody will be working as hard as they possibly can. And you can see the results of how he goes. We will be back on the air in a couple of weeks' time. But in the meantime, F1 takes place on Saturday. You can see it BBC One, 11 o'clock for qualifying. And you can see it on Sunday, BBC 2 at 12:10. The whole race will be live with Jake and the gang all there as they're making their way across. And then in 2 weeks' time, Sunday, BBC 2 at 12:30. There we go, you can see it, Mugello. You can catch the whole race from Mugello, a race that I think Casey Stoner will be preferring to see. And of course, that'll be on the red button. And it'll be a home race as well for one man who's another of the rookies, Marco Simoncelli. Let's hear from him now. Marco taking a well-earned drink after a tough race out there in the heat. You made a great start to that race, really got involved. Yes, of course. I did the start, not so bad, but also not so good. But in the first lap, I success to pass some other riders. And after I put my bike in the head of my group, and I give all myself. I try to push at the maximum, but today was more difficult to be fast like yesterday. I had more problems than yesterday, so I pushed, but in the last two laps, and Spargaro overtakes me. And I am sorry for this, because I hope to finish in 8th position, but anyway we will try to do better next time. Okay, thanks Marco, we look forward to that. Do you know what I really want to see? I want to see you with that kind of hairstyle. Oh, yeah, I wish I could grow that kind of hairstyle. Actually, I used to have when I was about his age, actually. Probably not quite as long as that. It's very John McEnroe-esque, but I'm not sure it really works for me. I'm good at tennis as well, you know. Oh, really? Lovely stuff. Well, thanks to everybody for
stuff that's happened here. It's been a really good day of racing, hasn't it, to watch? Yeah, I've had a ball, and I can't wait for Mugello because that is such a beautiful circuit, and the crowd go absolutely wild. So it's going to be terrific, and I'm sure Charlie will be down there. They sell nice beer down there, Charlie, don't they? Apparently so, mate. I wouldn't know. Well, Charlie, thank you ever so much for talking us through the race. You as well, Steve and Matt, for being on the scene for all his interviews. I hope you've enjoyed the show. Remember, you can catch everything on the iPlayer throughout the week for the rest of the week. And also tennis. It is lots of tennis for you. You can see the French Open just down the road in Paris. Andy Murray plays live, I think, tomorrow, so you can catch that on the red button and across the BBC. That's us done here. We're looking forward to Mugello. It's going to be a great race. Hope you can join us 2 weeks' time. Tune in then. From all of us here, goodbye. Here we go. И за занимавањето со некакви ТВ форми, ТВ продукции. Така што во таа смисла на зборот се разбира дека на секоја нивна голема шанса или понуда ние гледаме со огромна радост, дури им овозможуваме, нели, како факултет да можат да ја сработат без да ги запостават обврските кои што ги имаат, ако ја добијат во студентски денови. И навистина внимаваме, освен во првите 2 години во кои што се уште се во формирање и сметаме дека ќе биде штетно за не повеќе отколку корисно да влезат во некаква професионална продукција, зашто се уште не се искусни. Во наредните 2 години ние многу се надеваме дека веќе ќе почнат да добиваат понуди и дека ќе успеат да пробијат или на филм или во театар. Едното и другото ми се чини дека би било одлично за нив. Зборуваме на една опширна тема, би можеле да зборуваме уште многу, нели има проблематики, меѓутоа нашето време дозволува толку за денеска. Би ви се заблагодариле на вашето гостување. Со еден совет, одете во театар, гледајте филмови. Да, тоа би било. Така, накратко би било тоа. Ќе бидете повторно, дали вие, дали некој друг професор од Факултетот за драмска уметност, тоа е најмалку важно, мислам дека наши гости, ќе зборуваме на оваа тема уште многу. За денеска ви благодариме на вашето гостување. Благодарам јасно. Ќе ви посакаме многу успех. И уште многу години успешна работа, нели? Така, ќе ги поздравиме сите оние што ја гледа нашата денешна емисија. Се разбери, понатаму останете со програмата на АБ канал, погледнете и репризата од денешното издание на Клуб и се гледаме утре во истото време, можеби не со нас, со некои од нашите колеги и за сите љубители на уметноста. Само уште една информација, одете до Македонскиот културен центар вечерва во 2 за часот, изложба на еден од најпознатите наши сликари Никола Мартиновски, необјавени 40 дела. Убаво да се погледне, бидете таму. Поздрав, се гледаме. Поздрав и од мене за љубителите на спортот, Лигата на шампионите вечерва. Чао, чао. Snegoj beli, go duša stopува. Утро ме гали, во раце набеш позема. А ти ми велиш, Ивко, моја најмила, моја најмила. Južni vetrovi i dečka smeja
što kako reka žubori. Pod mala senka od listovide telina, ni se krije tajna misla, misla najmila. Hej, najmila, pod jedno nebo rastena, od jedno sonce galena, najmila, želba mi je golema, da mi vidiš on vodušava. Samo dobro neka je i od site grla pesna neka se razle. Sve što je moje mi je ugodno, a sve što ne neka bude pouba.